Социјал-демократскиот сојуз генерално, а во рамки на тоа и нашата советска група, секогаш се залага за донесување на одлуки кои што ќе штитат јавниот интерес, кои што се во интерес на граѓаните на општина Штип. Во таа насока беа и нашите заложби за донесување на одлука за продржба на базенот кој што ќе ги штити тие интереси, кој што ќе биде најповолна за граѓаните на општина Штип. Ние побаравме, значи пред да се донесе одлуката или во самата одлука да има гаранции за тоа дека ќе се задржат постоечките содржини на објектот на градскиот базен и побаравме продажбата да се изврши на транспарентен начин кој што ќе возможи прибирање на најмногу средства при една евентуална лицитација и надавање за градежната парцела. Меѓутоа одлуката се донесе така како што се донесе и при тоа во делот на продажбата се прифана модел да се продаде градежниот објект и тој базенот да биде предмет на јавно надавање по почетна цена од 80.000 евра, а целата парцела, која што е 12 пати поголема по површина, да се продаде по фиксна цена од 1080 денари по метар квадрат. Сметаме дека ова не е добар начин на продажба и дека треба целата парцела да биде предмет на јавно надавање со цел да се обезбеди поголема цена и да се на тој начин штити интересот на граѓаните. Ваквиот врзан начин на продажба еве само за илустрација. Влегувате во маркет, купувате паста за заби која што чини 50 денари, а при тоа имате обврска во наводници да купите и телевизор кој што по фикса цена од 5000 денари кој што можеби чини и 10.000 денари. Значи само за илустрација граѓаните да сванат за каков тип на продажба овде се донесе одлука. Сметаме дека не само сега, туку и во иднина ќе бидеме секогаш на линија на браниње на она што значи јавен интерес. Благодарам. Добро, на урбанистичкиот план за овој спортско-рекреативен центар беше предмет на расправа на Советот. Имаше ли тогаш реакција од вас? Деталниот урбанистички план сам по себе не гарантира дека во рамки на оно што е предвидено како објекти со намена D3 за спорт и рекреација ќе биде токму објект како што имаме сега, дека ќе биде токму градскиот базен. Затоа ние баравме потврди гаранции, бидејќи спорт и рекреација може да бидат и некои други објекти кои што немат врска со базен и слично. Во рамки на тоа ни беше презентиран некој проект тука од 3D анимација, меѓутоа ние како совет тој проект не го разгледавме и не го усвоивме како таков, а со оглед на значењето на целиот објект, на целата парцела, мислам дека требаше малку потранспарентно и по детално да се разгледа целата оваа постапка.